Фудбалерките на Иднина С не го издржаа притисокот од очекувањата на јавноста и во дербито од 8-то коло во женската фудбалска лига претрпеа тежок пораз на свој терен од Тиверија и Статов со резултатот 4:3. Гостинките од Струмица беа надмокни во сите аспекти од фудбалската игра, повеќе посакуваа победата и сосема заслужено си заминаа со полн плен од гостувањето во Ризари. Сите 4 гола за Тиверија ги постигна Крастановска, направи хет-трик уште во првото полувреме со погодоците во 15-тата, 40-тата и 42-та минута, а гол шоуто го продолжи на почетокот на второто полувреме, поточно во 51-та минута, кога на својата екипа и донесе недостижна предност. Иако со играч повеќе во поголемиот дел од второто полувреме поради црвениот картон на Пејкова во 58-та минута, Иднина С успеа само да го ублажи поразот со трите гола што ги постигна во тој период. Два од нив беа регистрирани за името на Ана Димитровска во 66-та и 82-та минута, а еднаш реализираше Моника Тодоровска во продолжението над преварот. Без оглед на тоа што домакинките одиграа слаб надпревар, кога се ќе се стави на кантар, на крајот имаа можност да освојат и бод. Затоа пропуштената шанса од пенал на Бојана Стојанова, односно интервенцијата на гостинската голманка Донева, на крајот се покажа и како пресудна за конечниот епилог. Кочани во Битола ја оправда улогата на фаворит и со високи 8:0 го совлада топ гол. Останати резултати од 8-то коло: Ас Юнајтед Речица 2:0, Борец Конзули 2:1, Единство победа Куманово 4:1 и Билјанини Извори победа Прилеп 0:7. Кочани повторно го презеде лидерското место на табелата поради подобрата гол разлика, иако заедно со Иднина С и Тиверија и Статов формираа круг со изброј на бодови по 21. Четврти е Борец со 18, пети Конзули со 15. Викендов се одигра последното коло од есенската полусезона во третата Лига Исток. Големото дерби беше во Виница, каде Слогали 934 заврши голема работа соладувајќи ја до тој момент неприкосновената Беласица со 2:1, со што ја направи супер интересна трката за врвот од табелата. Надпреварот кој привлече најголемо внимание кај локалната јавност се играше во Чешиново, каде истоимената екипа се сретна со Осогово. Загуби со 1:3, полувреме 0:1. Стрелци на головите за Осогово беа Андреј Коцевски во 28-та, Деспото во 57-та и Јарсо во 88-та минута, а единствениот гол за Чешиново го постигна Натков во 65-та. Останати резултати од колото: Напредок Здравје Радово Јака 5:0, Брегалница Голак Баби 1:0, а Стиво Тракања 1:1, Каменица Саса Рудар 5:1 и Работник Карвинци 3:0. Беласица ќе презими на врвот со 34 бода, но Слога 934 и диши во врат со само 3 бода за останување, 31, а Осогово се искачи на третата позиција со 24 бода. Клубот за мал фудбал Кочани без игра дојде до нови 3 бода. Надпреварот против Гемиџи 1903 беше регистриран со службен резултат за домакините, откако гостинската екипа не се појави на теренот. Наводната смена на тренерот била причина за револт кај велешките фудбалери, кои иако допатуваа во Кочани, пристигнаа во салата, се решија на бојкот поради незадоволство во своите редови.